Почитуван господин Стефан Томажан, заменик шеф на мисијата во амбасада на Швајцарија во Македонија, почитувана госпоѓа Благица Цветковиќ, председател на Сдруженијето Живот, почитувани представници на бизнис секторот, производители и преработувачи на органска храна, почитувани градоначалници, почитувани дами и господа, драги гости. Ми представува посебна чест како министер за земјоделство, шумарство и водостопанство да го отворам денешниот саем Органска трпеза, каде што може да се забележи дека интересот на изложувачи и гости е значително зголемен во однос на минатата година, што ја потврдува нашата заложба за поддршка на органското производство во нашата земја. Особено ме радува интернационалниот карактер на настанот, изголемениот број на учесници и интерес од Србија, Бугарија, Ерменија, Хрватска и Словенија. Манифестацијата представува одличен склоп на активности кои ја поврзуваат нашата традиција со трендовите на светските пазари. Во соработка со владата и надлежните министерства и институции, посветено работиме на поддршката на производителите и бизнисите кои интензивно се вложуваат во развојот на органското производство во државата. Поддршката преку директни плаќања кај органските производители е зголемена од 50 до 100%, поголема од поддршката кај конвенционалните земјоделски производители. Се поддржува и процесот на сертификација во висина од 50%. По одржувањето и откупот и извозот на органските производи. Во финална фаза е и подготовка на мерката за сертификација на региони, а до крајот на годинава ќе се објави и мерката за поддршка на отварање на органски продавници. Го поддржуваме и извозот на органските производи преку финансирање на учество на нашите бизниси на најголемите саеми за органско производство во светот, како што е Биофак во Германија. А како дел од нашето национално богатство, нашите органски производи се застапени и на секој саем од нашата држава. Како министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, ви уверувам дека владата на Република Северна Македонија и во иднина ќе вложува максимални напори за севкупниот развој на органското производство, преку имплементација на постоечките мерки за поддршка, но и преку воведување на нови мерки кои ќе го стимулираат развојот на овој сектор. Министерството за земјоделство ја препозна потребата од вакви локални манифестации, саеми и промоција на домашното производство и затоа континуирано преку финансиската поддршка ги поддржуваме ваквите манифестации. Токму за ова намена, преку програмата за рурален развој со финансиска поддршка, ги поддржуваме земјоделските здруженија кои имаат идеја за организација на вакви настани, преку кои ќе се промовираат домашните земјоделски производи. Покрај тоа, преку поддршката на организацијата на ваков тип на настани, ќе работиме и на промоција на традицијата и подигнување на свеста на населението за бенефитите од органското производство, како и за самите производители, така и за потрошувачите и за целата наша држава. Во овој процес ве поканувам сите активно да се вклучиме и да го подигнеме нивото на органското производство, кое навистина го заслужува. Со што уште еднаш ќе покажеме дека стабилно чекориме кон Европската Унија и ги имплементираме политиките и поддршките кои земјите членки ги практикуваат преку давање на заслужено место на органското производство. На овој начин ќе овозможиме пристап до органски производи на сите жители на нашата држава со одличен квалитет и пристојни цени. На крајот би сакал уште еднаш да се заблагодарам на домаќините, а секако да се заблагодарам и на поддршката од нашите пријатели, владата на Швајцарија, владата на Република Србија и постојната група на регионалниот развој на земјите од Југоисточна Европа, кои овозможија овој настан да се случи токму денес и да изразам пофалба и добрата организација на Сдруженијето за развој на земјоделство и заштита на животната средина Живот од Куманово, но и програмата за зголемување на пазарните вработливост име. Благодарам многу за